Почитуван председателе Пренџев, почитувани колеги, почитувана јавност, сметам дека без разлика на промената на општествените позиции, еден ваков извештај завршува прилично сериозно внимание разгледувајќи го, бидејќи од она кое што можевме да го видиме во изминатите години, Македонија има многу сериозен проблем со корупцијата. Јас на почетокот од моето излагање би сакал да кажам дека силно верувам и ја поддржувам работата на Државната комисија за спречување на корупција, бидејќи во изминатиот период навистина и со иницијатива и со својата работа докажа дека сака да се бори против корупцијата, особено против високата корупција. И како пратеник кој што доаѓа од актуелното мнозинство би ве замолил и на истиот начин да продолжите и понатака. Многу потранспарентно и се надевам и еве ви кажувам дека со се што имам како лична иницијатива ќе се вложам да институциите поревносно одговараат на вашите иницијативи. Бидејќи еднаш за секогаш треба да престанат таквите дејанија во оваа држава, кои што ако го прочитате и вашиот извештај и извештајот на Европската комисија, но и оние редовни годишни извештаи на Стејт департментот, Македонија е држава во која што кованицата дека владее епидемија на корупција е многу точен, за жал. И ако нешто кое што е како заклучок на овој извештај е тоа дека Државната комисија за спречување на корупција може да поднесе колку сака иницијативи, може пред јавноста да изнесе колку сака можеби отворени прашања за одредени постапки дали се завршени или не, доколку не постои поддршката од институциите, тука не зборам само за основното јавно обвинителство, туку и за владините институции, едноставно тоа ќе остане на страниците на извештајот така како што е оставено и сега. За да не се разбере дека сега субјективно напаѓам, иако ми е жал што тука меѓу нас нема многу пратеници од опозицијата, особено оние кои што се вршители на одредени функции, кои што се можеби предмет на иницијативите кои што вашата институција ги издава, затоа што сметам дека ако нешто постои како субјективно мислење на одредена институција, ако некој е директно засегнат и ако има можност да биде во собранието, најмалку што може да дојде тука, па можеби со вас или некој од членовите на корупцијата и да се судри со аргументите зошто нешто е така напишано или не е напишано. Еве, ја имам 8 поенти кои што ќе бидам прилично краток и на крај кои што ќе дојам и до главната поента која што ми е гледајќи го овој извештај. Неколкумина мои колеги кажа и јас морам да тргнам од таа бројка дека ДКСК во текот на 2023 година поднела 28 иницијативи до надлежните јавни обвинителства, едната е отфрлена, 27 се во тек. А ќе објаснам зошто сметам дека се во тек и како е тоа се меѓу себе поврзано и зошто оваа држава во изминатите години, особено 2023 година и особено субјективно тука ќе си дозволам да влезам и во таков наратив, изминатите 7 години нема решено ниту еден случај на висока корупција, а од друга страна па и зошто се даваат такви квалификативи од високи владени функционери. Тоа е во понатамошниот дел. Вакви иницијативи дојде во 2022 имало 12, од кои што една е отфрлена. Една, се извинувам, е отфрлена, останатите 11 постапувања се во тек. Значи во тек. Тоа во Македонија би се сватило, оке, разгледуваме, па ќе ти одговориме понатака, гледаме дека од тоа одговарање, кога ќе свртите на една друга страна, вика во историјата на Државната комисија за спречување на корупција за 20 години до јавното обвинителство, 165 иницијативи доставени, а само 3 се нашли на суд. Тоа е неверојатно. Тоа е невозможно. Тука имаме еден професор по математика, може тоа да го објасни и математички. Ова е 1% кој што е дотолку извонреден за да не може да се искористи друг збор освен неверојатно. Ова веќе не е индикативно и не можеме тука да се потпреме на математичките бројки и закони, тука е јасно дека веќе има некаква интенција. Каква интенција? Бројките и фактите емпириски ќе го докажат. За да не излезе сега јас небулозно зборувам и дека сум субјективен, еве ќе искористам две институции кои што не постои политичка страна, политички субјект кој што во оваа држава би можел да каже дека се вистинити или дека не се вистинити. Првиот е американскиот Стејт департмент во извештај за човекови права во 2023 година нотирана е сериозна владина корупција, сериозни ограничувања на слободата изразување и слободата на медиумите, непотизам, клиентелизам и долготрајна правда во судството, нешто што е јасно и за сите. Во извештајот страна 50, кој што вие го имате доставено до собранието и кој што е јавно достапен за сите чинители, тука има оценка со состојбата за корупција и борба против корупција и особено
велите на прво место извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2023 година. И тоа е општо прифатлив, ние за тоа дискутираме во собраниево, го прифаќаме и врз основа на ова вадиме и тези како општиме со јавност. Политички критериуми не е постигнат напредок во однос на постапувањето и спроведувањето по останатите препораки од Канцеларијата на ОПСЕ. Реформа на јавна администрација и покрај тоа што процесот е започнат пред 5 години, земјава се уште не ја донела ревидираната законска рамка. Понатаму правосуден систем не е постигнат напредок во однос на судството и понатаму вели превенција и борба против корупцијата, подготвеноста на земјата е помеѓу одредено и умерено ниво, не е постигнат никаков напредок. За ова не постои тука различно толкување, се е убаво истолкувано во овој извештај кој што е на страната 50. Ајде повторно да се вратиме на математиката и зошто нема интенција од службите ниту покрај вакви јасни кадени квалификативи и насоки да се запре со тоа кое што е напишано, како што кажа и колешката дека институциите сами немале никаква намера соодветно и сериозно да го применат извештајот. За потоа ова ми е интро да отидам на тоа зошто од 160 и неколку само 3 завршиле на суд. Математиката е јасна наука и вака вели. Страна 21 од вашиот извештај, табела 8, состојба од постапување на предмети во областа на корупцијата. И тука за почитуваната јавност имате две колони. Првата колона е 2022 година, а другата е 2023 година. И што може тука да се види? Ако отидете донесени одлуки, пријавата се доставува до другите органи на надлежно постапување. 2022 имало 67, а 2023 имало 76, што укажува не само што не запреле да продуцираат вакви дејанија, туку и ги засилиле. Кога вие му велите на некого стигнуваат сериозни извештаи, немој да прави вакви дејанија, земјава се оближа, не продолжи да правиш и овде укажува дека вашата комисија и си ја завршила работата. Понатаму имате предмети по кои се превземени конкретни мерки. 2022 биле 18 и 2023 56. Ова секако е за пофалба кон комисијата, но самата комисија не може да отвара предмети ако нема случај. Тоа значи дека корупцијата само се засилувала. Идеме понатаму. Поднесени иницијативи до основно јавно обвинителство 2022 12, 2023 28. Повторно добро постапување на комисијата, но основното јавно обвинителство ви вели ќе размислиме, ќе видиме како до каде што ќе поднесеме и ќе отвориме случај. Другово нека си тече како што си течело до сега. Постапувањето во тек, ова нивното омилено, 2022 11, 2023 27. Постапуваме во тек. Постапуваме во тек. Тоа е за 100%, 100 и нешто проценти зголемување. Идеме понатаму. Иницијатива до надлежни институции за утврдување на одговорност на раководни и службени лица. 2022 6, 2023 28. Комисијата повторно си ја завршува работата, а овие им одговараат ке постапиме во тек. Идеме постапување на институциите се уште во тек 2022 3, 2023 18. Значи таа кованица само се засилува. Ова е зголемување за 4 до 5 пати. Сега зошто е тоа така? 2023 беа актуелни многу корупцијски скандали. Еден од нив беше, денеска гледам дека е актуелен по медиумите и затоа ќе си земам за права да го користам, законите за Бехтел и Енка. Се што се случува во овој момент и што се користи како политички квалификатив е последица. А ако видиме на што е последица, треба да се вратиме на почетокот на процесот. И зошто го користам ова? Затоа што вашата комисија тогаш беше ревносна во укажувањето дека не треба вака да се водат процесите. Дека ова што се случува не е во ред, дека никој не е против проекти, дека никој не е против изведување на сериозни проекти, но начинот не е во ред, бидејќи не постои само директна корупција, постојат и други видови на корупција. Ова кое што вие тогаш како комисија сте го искажале пред јавноста, вели вака. Законите носени за Бехтел и Енка со европско знаменце се политичка корупција. Класичен пример. Вие имате закони за над 2 милиарди евра. Тука јас сум втор мандат пратеник, многумина од нас тука имаме втор мандат, многу добро сме директни светоци како тој процес идеше во собранието. Кога вие им укажувавте на овие од владата дека е политичка корупција и кога го побаравте договорот, што добивте од владините институции, од овие одговорни институции во државата? Редактирана верзија. Замислете. Вие велите по услови и во поддршка со нашите меѓународни партнери, по законските норми, ако антикорупцијската комисија сака да направи увид, треба да ги добие документите. Но тука имаше една друга работа. Прво ви пратија договор
кој што имаше црни ленти некаде, практично едноставно неупотреблив, па по притисокот на јавноста редактирана верзија. И сега ние зборуваме дали владините институции биле расположени да соработуваат и да ја сузбијат корупцијата. Затоа прво ги читав бројките не заради политички субјективизам. Субјективизмот заврши со денот на изборите и тоа е јасно. Зборуваме со целата улога и целата тежина што имаме ние како пратеници од мнозинството за вакви работи да не се случуваат, но мораме да ги анализираме извештаите. Замислете редактирана верзија и тогаш кога синдикатите велеа ќе го обжалиме ова на Уставен суд, вице-премиерот тогаш им кажа тоа нема да помене, нема да се случи, не баре однапред ја знаеше улогата, а веројатно ја знаеше затоа што и Уставниот суд така одлучи. Дали сега е појасно зошто сега постапуваат и се во тек? Дали сега станува појасно кога вице-премиер на владата знае како ќе одлучи Уставниот суд, зошто нема никакви дејанија од ој кон судот и зошто судот не одговара? Еве го одговорот зошто не одговара. Многу е јасно. Математиката си ги кажува сите тие работи. Понатаму идеме на нареден чекор. Кога антикорупцијската излезе и укажа дека едноставно ова не е во ред, дека има сомнеше, дека треба овие работи поинаку да се постапуваат, имаме наредна изјава. Мета сме на оркестрирани напади. Се сеќавате што се случи тогаш? Почна канонада на напади кон антикорупцијската комисија. Од кој што првиот вице-премиер Артан Груби, кој што на сител се дозволи да ја квалификува работата, не ги бива. Се сеќавате на тоа? Не ги бива. Кажа на сител, мртов ладен. Вели не ги бива, не верувам во тоа и почна канонада на напади. За да не биде осамен Артан Груби и кога комисијата неколку години укажуваше дека во Струга се случуваат коруптивни дејствија во извештаи за набавка на автомобил и побара од судовите и обвинителството во Струга да реагираат. И Ковачевски тука даде една фамозна изјава, вика ја не знам како тука никој во држава не видел, виделе во Вашингтон на неколку илјадници километри. Не е точно, вашата комисија виде. Вашата комисија виде, ама знаете тога што се случи? Ај кај што ве напаѓаше Артан Груби, да не испадне човекот дека е осамен, тука се вклучи и високата вице-премиерка, замислете, за политики за добро владење, Славица Грковска. И таа почна да ве напаја. Сега ние зборуваме за тоа како ќе сме ја расчистувале корупцијата кога самите институции продуцираат вакво однесување преку закони кои што се носеа на ваков тип. Кога оние кои што беа одговорни да ви помогнат први ве напаѓаа, да не испадне дека влегувам во политички субјективизам. Ќе отидам и чекор понапред. Тука се создаде еден квалификатив кој што е особено соодветен на претходната председателка, кога ја напаѓаше вице-премиерот на медиумите, таа даде изјава кога се е наопаку, дното е на површина. Идеме понатаму. Ние зборуваме дека сите овие поднесоци, сите овие иницијативи треба да бидат отворени пред основното јавно обвинителство како институција која што е надлежна да ги испита и да ги изанализира сите овие иницијативи кои што доаѓаат до вас. Мислам дека премногу очекувате, а зошто? Бидејќи на 20 јули 2023 година, замислете што направи тогаш Јовевски, подпиша меморандум со Државната комисија за спречување корупција и по 3 дена од кога Државната комисија за спречување на корупција побара преку тоа што е нејзина надлежност во еден предмет кој што се вика Труст, обвинителството да реагира, знаете ли што се случи? Обвинителот одлучи дека ќе ја замрзне соработката со Државната комисија за спречување на корупција. И сега ние зашто ќе зборуваме тука? Тука доаѓа она во тек. Ете вака завршуваат сите овие работи и иницијативи за гонење на висока корупција. И тоа е сижетот за извештајот за 2023 година. Така ние во државата имаме една институција која што сега оваа година 5ти пат поред ќе биде позитивно оценета во извештајот за напредокот на Република Македонија од Европската комисија, која што гонела висока корупција и која што ја мотивирам да продолжи да го прави во несмалено темпо, туку ве мотивирам тоа да го правите уште позасилено, уште професионално што го правите тоа до сега, но со вакви затварања на ходници, затворање на врати, лавиринти, трикови, навредување пред телевизија, не може ние да очекуваме дека во оваа држава прво ќе се намали корупцијата, а потоа ќе се случи нешто во насока на унапредување на едноставно борбата против корупцијата. Она што би сакал да ви го кажам и што би сакал да ви го посакам, секако би сакал тука да превземам лична одговорност. Институциите, особено
овие кои што ќе се формираат и оние кои што ќе ги водат, кои што се дел од новата влада, треба да знаат дека не треба да биде исклучок, туку треба да биде правило со работувањето со Државната комисија за спречување на корупцијата, дека кредибилитетот на вашата институција е еднаков како оној на Државниот завод за ревизија и дека сето она кое што ќе биде побарано прво треба веднаш да биде испратено и дека треба соработката со една државна институција ретка, но постои, кој што е оценета со највисоки оценки од нашите меѓународни партнери, треба да биде на врвното ниво на приоритети и на соработка. Благодарам.